председателе, колега Илиевски, ви држиме лекција за тоа како се грижиме за граѓаните. Имаме напорака од ваш именјак, од опит пензионерот Зоран вели вистина, 38 денари ми беше покачена пензијата, меѓутоа 200 денари секој месец сум ослободен од плаќање на радиодифузна такса, 500 денари бидејќи користам ефтина тарифа за готвење со мојата бабичка, 400 денари за ова тромесечие ќе добијам од мој ДДВ и она што е најважно, нема секој месец да му давам на мојот син кој што беше стечаец пари за да преживее. Уште 8200 ми доаѓаат на контото. Значи, мене вие, почитувани оваа владеачка гарнитура ми го зголеми, кажете му на Зоран 9400 денари пензија. Сега во однос на долговите на претходниот ребаланс што го направивме, бидејќи најзадолжена беше општината Охрид. Знаете што направивме? Со парите кои што ни беа дадени, тоа можете да го видите транспарентно, е напишано на веб страната на општината. 260 милиони денари по основ на камати ние имаме помалку. Значи сме заштедиле, а долгот на општините е долг и на граѓаните, долг на државата. Тука е животот на граѓаните. Дека се грижиме за граѓаните, покажува тоа дека и со ребалансот 2019 сепак ние ако направиме една споредба со тоа како завршила завршната сметка на буџетот 2016, ние 25 милиарди денари повеќе сме обезбедиле, пазете и со ребалансот, во образование, во социјална заштита, во здравство. Ви држиме лекција како се грижиме за најранливите категории на граѓани. Почитуван колега, знаете што е важно? Важно е како пратеници да се грижиме за сите граѓани, меѓутоа и за граѓаните на општините од каде што доаѓаме. Јас ќе ви кажам добри податоци. Во мојата општина Охрид 517 семејства добиваат гарантирана минимална помош, на кој што со 300% му е зголемена таа гарантирана минимална помош. Социјална пензија веќе добиле 10 стари лица кои не ги исполнувале условите според законот за работни односи. Со законот за стечајци 286 граѓани на Охрид, стечајци, добиваат по 8200 денари. И исто така, во детските градинки 112 вработени во Јасна Ристевска веќе земаат по 3000 денари повеќе. Сега, со новиот ребаланс, и сите административци кои што работат во државната администрација, меѓутоа и во образование, полиција, во сите сфери од државната администрација ќе добијат 5% голема плата. Тоа е грижа за граѓаните, тоа е грижа за најголемиот капитал, човекот во нашата држава. Благодарам. Контрреплика.